Фатени на дело, ама никако да признаат борците за слобода кои за пари шират лажни вести. По скандалозното откривање дека провладиниот медиум, односно неговиот собственик Джабир Дерала, спонзорирал на Facebook монтирано лажно видео за уривање на угледот на подпредседателот на ВМРО ДПМН и партијата. Рекламирањето заврши експресно, но не завршија острите реакции од новинарите заради постојаните ветување на власта за борба со лажни вести, која всушност и самата ја практикува. Уредникот на емисијата Јовица Пауновски, во која што гостуваше подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, и од каде што се сечени, лепени и монтирани делови од разговорот, напиша дека видеото кое е извадено од неговото интервју е лажно и монтирано. Како уредник и водител на емисијата чувствувам одговорност да потенцирам дека станува збор за монтирано и лажно видео. Гостинот во емисијата не ги кажа овие ставови. Жално е што поединци го уништуваат новинарството во слуга на партијата, а во јавноста се представуваат како борци за лажни вести, напиша Пауновски. Инаку Сдруженијето на новинарите го осудува секое пласирање на лажни вести. Вела дека во ерата на дезинформации и штетни вести во Македонија, генерално предничат партиските експонати и на ова сме биле сведоци и во минатото, но и сега. А тоа обично се случува кога во земјата растат политичките тензии. Така беше и кога се гласаше през Панскиот договор, потоа кога земјата пристапуваше кон НАТО, а гледаме дека и сега има таква тенденција. Укажуваме дека етикетирањето на личности и ширење на дезинформации за политичкиот противник од една, втора или трета страна сериозно наштетува на политичката клима, но може уште повеќе да наштети на професионалниот интегритет и углед на новинарите, а со тоа да придонесе за намалување на довербата на јавноста во медиумите. Ги нема никаде така наречените факт-чекинг организации или проверувачите на лаги, кои инаку се многу гласни кога се работи за плукање по критичарите на власта. Инаку во монтираното видео на Дерала се слуша како Николовски зборува за тоа дека тој лично и неговата партија ВМРО ДПМН се против Европската Унија, а во реалноста Николовски го кажува токму спротивното. Владата има неколку скапо платени, по мене лоши пиар експерти, но на крај тие се ги бира, немам намера ја да бидам експерт за односи со јавноста на владата, кои што стигнале до втората лекција во односи со јавноста, тоа е обојување на наративот или на приказната на црно-бел. Едните се добри, другите се лоши. Проблем на државата е што тој наратив се форсира во јавноста, па сега владата била за Европска Унија, ние сме биле против Европска Унија, тие биле напредни, ние сме биле назадни, тие прозападни, ние антизападни. Во суштина сите знаат дека не е така, затоа што ВМРО ДПМН е многу повеќе за Европска Унија од владата. Ако се користи алатката за транспарентност на Facebook, ќе се види дека за телефонскиот број преку кој е направен профилот стои порталот frontline.mk, дел од групацијата Цивил на Джабир Дерала. Од Frontline.mk вчера се правда дека неговиот телефонски број бил злоупотребен со тенденциозни и манипулативни цели за да се наруши неговиот углед. Секој што и малку разбира како се спонзорираат објави на оваа социјална мрежа, јасно му е дека ова е невозможно. Дека проблемот со ширење лажни вести е сериозен, реагираше новинарот Кристијан Ландов. Ова не е зезанција, туку сериозен скандал. Наскоро ќе се објасниме зошто. И да, глупости како некој го злоупотребил бројот не проаѓаат. За да можеш да спонзорираш политички објави, мора да е со верифициран телефонски број, напиша новинарот. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски пак преку Facebook реагира и дека дното било пробиено зашто се спонзорираат вакви лажни вести. Се надевам после ова сериозно ќе размислат нивните донатори, пред се од европските земји и останатите кои го финансираат, дали треба да продолжат да се финансираат создавачи на лажни вести со цел политички поени за СДСМ и ДУИ, кој борец против лажни вести спонзорира лажни вести на Facebook. И додека Дерала сам себе се демантира, со кратка проверка на Facebook профилите Мицко Кочи и политиканти како нарачатели на рекламирањето, а кои се врзани со телефонскиот број на Frontline, може да се види дека се одлеале илјадници евра за пропаганда против опозицијата, и тоа со лажни вести и оцрнување на оние кои се противат на бугарските барања и уставните измени. Инаку порталот frontline.mk е дел од групацијата Shortcut, каде влегуваат повеќе интернет страници.